Европската комисија подготвува нов план со кој земјите кандидати постепено ќе добиваат дел од економските придобивки, уште пред да станат членки на ЕУ. Ова го објави Политико, повикувајќи се на анонимни дипломатски извори запознаени со разговорите. Предлогот е дел од концептот на така наречената постепена интеграција, според кој кандидатите ќе бидат наградувани додека ги спроведуваат реформите. Според информациите на Политико, во Брисел се разгледуваат повеќе можности, меѓу кои пристап до дел од европските фондови, повластени трговски аранжмани и ограничен пристап до единствениот европски пазар. Обемот на придобивките би зависел од напредокот на секоја земја во усогласувањето со европските правила и спроведувањето на реформите. Новиот модел не предвидува институционално учество во Европската Унија. Наместо тоа, кандидатите би добивале дел од економските придобивки, што ги уживаат земјите членки, но без формално да влезат во Унијата. Политико наведува дека предлогот има поголема политичка поддршка од претходните иницијативи. Франција и Германија и претходно се залагаа за ваков пристап, оценувајќи дека тој може да го забрза процесот на проширување, без да се намалат критериумите за членство. Европската комисија планира во текот на есента да побара поддршка од земјите членки, а лидерите на Европската Унија би можеле да ја разгледуваат иницијативата на состаноците на Европскиот совет во октомври или декември. Премиерот Мицкоски во гостување на Македонската радиотелевизија оцени дека суштински промени во пристапниот процес тешко би се случиле, бидејќи станува збор за договори што се менуваат само со консензус. Јас тоа го разговарав и со канцеларот Мерц и со председателот Макрон, јасно дефинирајќи што мислиме дека можеби да се додаде или одземе од тој нивен предлог од гледано од нашата оптика. Затоа што ако нивниот предлог е врзан со затварање кластери, ако имате Косово кое што не е ни кандидат, не знам, имате Босна и Херцеговина, Македонија, која што почнала, а не почнала. Имате Србија, која што нема усогласена надворешна и одбранбена политика со Европската Унија. И има некаква прекјутна, односно би рекол премолчена блокада. И не може да отвори да затвара кластери. Тогаш не ја гледам целисходноста. Можеби е доволно да се најде некој друг механизам како реформската агенда или планот за раст, па на тој начин да практично се дадат инсентиви поддршка на земјите од Западен Балкан. Иницијативата доаѓа во време кога во Европската Унија расте убедувањето дека процесот на проширување треба да се забрза, особено поради војната во Украина. Истовремено, голем дел од земјите членки остануваат предпазливи и не сакаат нови држави да бидат примени пред целосно да ги исполнат условите. Според Политико, новиот модел треба да ги мотивира земјите кандидати, особено Украина, чие полноправно членство најверојатно ќе потрае уште со години и покрај силната политичка поддршка. Во моментов Европската Унија има 9 официјални земји кандидати. За најнапредна во процесот на пристапување се смета Црна Гора. Мартин Арсов, Сител телевизија.